Здраво, здраво. Продолжуваме со уште едно видео, учиме германски со Лено. И оваа лекција од третата тема од книгата Шрите. Во претходните лекции обрнав внимание на определениот член деа, ди, дас и за множина ди, и еве во овој материјал ќе обрнав внимание на негацијата и на неопределениот член. Забележувате во првите реченици дека имаме das ist ein Apfel, das ist eine Küchen, das ist eine Tomate, das ist eine Birne. Што би значило едно јаболко, една торта, ова е еден домати, ова е една крушка. Забележувате дека D е определен член, неопределен е ein. За D неопределен член е eine. Значи, eine се користи за женски род, додека ein се користи за машки род. Забележувате, деа соодветствува со ein, ди со eine, среден род да соди исто така со ein. Одиме понатаму да видиме како се прави негација. Имаме две негации во германскиот јазик, денеска ќе обрнеме внимание на kein и keine, што е негација на именката das ist kein Apfel, би значило ова е не јаболко или ова не е јаболко. Das ist kein Küchen, ова не е торта. Das ist keine Tomate, das ist keine Birne. Тоа не е крушка. Уште еднаш ќе ги разгледаме. Забележувате, имаме ein Apfel, kein Apfel. Значи, едно јаболко, не јаболко, kein Apfel. Das ist ein Apfel, das ist kein Apfel. Das ist kein Küchen, das ist ein Küchen. Das ist keine Tomate, das ist eine Tomate. Или das ist keine Birne, das ist eine Birne. Се надевам малку ви е појасно за членовите. Еве на оваа слика можете да забележите дека ein оди со деа, eine оди со ди. Деа е определен член и би значило јаболкото или крушката, а eine Birne би значило една крушка, ein Apfel едно јаболко. Сега во лекцијата, третата тема, беше опфатено и дел од граматика. Имавме менување на еден неправилен глагол, тоа беше глаголот essen, што значи јаде. И имаме ich esse, јас јадам, du isst, ти јадеш, isst, тој јаде, sie isst, таа јаде, es isst, тоа јаде. Во множина ги имаме wir, веќе знаете што значи ние, wir essen, ние јадеме. Ihr esst, вие јадете, и sie essen, тие јадат. Уште еднаш вие повторувам и учтивата форма sie essen, што би значило вие јадете, како учтива или персирачка форма со која што се обраќаме на повозрасните или на некои предпоставени. И тука во лекцијата сретнавме и неколку примери. Ich habe Hunger или ich habe Durst. Јас имам глад, ich habe Hunger. Или ich habe Durst, јас имам жед или јас сум жеден. И тука имаме и прашална форма со глаголот essen. Essen Sie gern Fleisch? Јадете ли вие месо? Essen Sie gern Fleisch? Гледате, тука е употребена учтива форма. Sie. Essen Sie. Јадете ли вие? Essen Sie gern Fleisch. Јадете ли вие месо? Имаме понатаму Isst du gern Pizza? Јадеш ли ти пица? Isst du gern Pizza? Забележувате, тука е употребена неучтива форма, тоа е форма за второ лице едни на ти. Дали ти јадеш пица или јадеш ли ти пица? Isst du gern Pizza? Das schmeckt sehr gut. Das schmeckt sehr gut. Што би значило има добар вкус. Сега ќе обрнеме внимание, бидејќи тука беа опфатени и ja-nein фраге или да-не прашања. Haben Sie Tomaten? Имате ли вие домати? Пак е употребена учтивата форма. Sie. Haben Sie Tomaten? Имате ли вие домати? Следниот пример. Brauchen wir Salz? Brauchen wir Salz? Ни треба ли на нас сол?
Ова беа ја најн фраге, кои што би ги одговориле со да или со не. Ja oder nein. Имаме две фраге. Прашања кои што започнуваат со W. Was brauchen Sie? Што ви треба на вас? И тука мораме да го дадеме одговорот. Was brauchen Sie? Salz. Сол ни треба. И имаме уште две прашања на оваа слика. Was möchten Sie kaufen? Was möchten Sie kaufen? Што сакате вие да купите? Was möchten Sie kaufen? Тука го среќаваме и модалниот глагол möchten, што значи би сакале. Што вие би сакале да купите? И уште едно прашање. Wie viel kostet eine Flasche Saft? Wie viel, колку? Kostet, чини, eine Flasche Saft, една флаша сок. И тука го сретнувате неопределениот член eine. Значи, една флаша сок. И полека стасавме до крајот и на ова видео. Ви благодарам на вниманието, ве подсетувам да ставите subscribe или да се зачлените на нашиот канал и да ги следите нашите видеа. Имајте убав ден. Чус!